Западот е виновен за ситуацијата во која се наоѓа Европа. Накусо на тоа се сведува денешната пресконференција на првиот руски дипломат. Сергеј Лавров во Скопје на последниот ден од Министерскиот совет на ОПСЕ во настап од безмалку час и половина ги повторуваше познатите позиции на официјална Москва за војната во Украина, за состојбата на стариот континент, за односите и влијанијата на Балканот, за тоа зошто ОПСЕ се соочува со такви проблеми поврзани со незиното функционирање. Лавров даде и свое видување за неговото присуство на Советот поради што не дојдоа министри на неколку држави и зошто американскиот државен секретар Блинкен замина од Скопје пред рускиот државен авион да слета на аеродромот. Ме фотографираа за да кажат дека сите дојдоа на неформалната вечера на министри, а само Лавров остана изолиран. Но јас имав прекрасна вечера со македонски вина и јадење и бев присутен на утринското официјално отворање на соберот на ОПСЕ. А таму немаше министри од Украина, Полска и од Балтичките држави. Секретарот Блинкен замина и високиот представник на ЕУ Борел. Зошто заминаа? Мислам дека тие се само кукавици кои се плашат од каков било искрен разговор базиран на факти. Обвинувањата не застанаа тука. Лавров го впери прстот кон Западот за проблемите кои ја тресат ОПСЕ. Тврди дека Русија има докази дека се работи на уништување на оваа организација. Би сакал да го изразам моето жалење зашто за време на оваа сесија на Министерскиот совет на ОПСЕ се најдовме во ситуација годишнината да не е причина за славење. Видовме целосен пат на се што е создадено од ОПСЕ и претходно од КЕПС. Видовме деградирање на се и тоа во сите три димензии на безбедносната, војната, политичката, економската, хуманитарната димензија и во делот на човековите права. Не би давал конкретни примери. Дозволете да кажам дека имаме цврст доказ дека нашите западни колеги не научиле лекции од нивниот неуспех. Тие се стремат кон уништување на ОПСЕ. Така не мислат останатите држави членки. Сметаат дека фактот што ОПСЕ успеа да ги надмине проблемите и да избере еден председавач, Малта, се сигнал дека тоа е победа и дека ОПСЕ ќе продолжи да функционира и наспроти блокадите на Москва. Русија останува изолирана во ОПСЕ. Ниту една членка не ја поддржува руската агресија. Русија е земја агресор. Се што министерот Лавров ќе каже, би го земал со задршка. Денеска е последниот ден од Министерскиот совет на ОПСЕ, што беше најголемиот меѓународен настан организиран во Македонија. Соберот од една страна покажа дека ОПСЕ манифестираше отпорност и успеа да го зачува 50 годишниот континуитет. Но исто така и го потврди јазот во организацијата начнат со стартот на руската агресија врз Украина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.